Расцепканоста на земјишните парцели е проблем за македонскиот аграр, за да биде конкурентен на пазарите. Земјоделците имаат ограничен обем на производство со зголемени транспортни и производствени трошоци. Затоа треба да се размислува на окрупнување на парцелите, кажа министерот за земјоделство Николовски. Ќе се овозможи секое земјоделско стопанство да поседува земјиште на поголема парцела со правилна форма наспроти малите парцели на различни локации. Тоа ќе придонесе за намалување на трошоците за обработка на земјоделското земјиште, примена на модерни технологии и можност за изградба на подобра рурална инфраструктура. Крајно сето ово ќе зголеми продуктивноста и конкурентноста на земјоделското производство. Земјоделците ја поздравуваат идејата за окрупнување, но се песимисти дека тоа може да се реализира на терен заради разнешаната доверба меѓу земјоделците, зашто бараат поддршка од надлежните органи. Па мислам оти секогаш имало проблеми и сега ќе има проблеми. Тоа баш така лесно нема да помине, меѓутоа ако наидеме на поддршка, реков уште еднаш од Министерството за земјоделие, дека тоа ќе се спроведе. Па тешко може да се во блиска иднина реализира, бидејќи немаме навика уште, ова немаме и од татко ми, и од дедо ми, не знам што, и во блиска иднина не се надевам дека ќе успее. Економски ќе биде поисплатливо. Сега, как тоа ќе се одвива на терен и што ќе биде, нели треба да видиме и колку другите ќе веруваат на идејата и на проектот. Со големи земјоделски парцели македонскиот аграр ќе биде конкурентен, доколку се одлучат инволвираните, ќе добијат поддршка во делот на инфраструктурата и наводнувањето на парцелите, кажа од ФАО. И целта на оваа работилница е да ве повикаме на ваше активно учество, со тоа што во понатамошниот тек на проектот, односно до крајот на годината, ќе се изберат 12 проекти, каде ќе се изработува земјишна консолидација, кои ќе завршат не само со окрупнување на земјиштето, туку со подобра инфраструктура, со подобро наводнување. Земјоделците од југоистокот денеска се информираат за принципите и постапките на окрупнување на земјиштето. Во наредниот период ќе се мапираат областите за окрупнување на земјиштето и интересот на земјоделците, процес кој е на доброволна основа.